252 вкупно заболени од грип се пријавени сезонава, информираат од Центарот за јавно здравје Тетово. Од почетокот на 2014 година регистрирани се 10 случаи. Во моментов доминира грипот од тип А, а во најризична група се вбројуваат децата до 4 години и лицата на возраст од 15 до 64 годишна возраст. Освен релативно високите температури кои се некарактеристични за овој период од годината, големо влијание врз влошувањето на здравствената состојба кај граѓаните има и аерозагаденоста, вели Светлана Трифуновска, доктор по семејна медицина. Временските услови јасно заради невообичаено големи високи температури за овој период од годината, а поголем акцент би стакнала на загаденоста на воздухот. Како што знаете дека и самиот воздух е доста загаден, а многу влијаат на зголемување на бројот на пациенти со респираторни заболувања. Дисперзираните помали честички премногу влијаат на пациентите, посебно што се со хроницитет и со намален имунитет. И тука се јавуваат, букнуваат респираторните болести. Инаку би нагласам дека овој период фреквентен е бројот на пациенти што имаат респираторни инфекции, посебно во екнија инфлуенцата, односно грипот и другите вирусни секако заболувања кои допринесуваат да букнат и другите хронични болести. Најекспонирани групи во периодот ни се децата, прво најмалите деца, посебно до 3 годишната возраст, додека се формира имунитетот, дечињата што одат во градинка, исто така експонирани се заради затворената просторија и присуството на повеќе луѓе во затворен простор, од кои што одреден број се ни. Исто така би нагласила дека за среќа овој период дечињава што одат во училишта, имаат некој распуст, не се толку, иако и они се зафатени со респираторните болести, а хроничните болести, луѓето кои што има намален имунитет заради одредени други заболувања, исто така се таргет групи што овој период многу заболуваат. Лекарите со апел до граѓаните да се придржуваат до советите и препораките, особено во овој период кога бројот на заболени од сезонски грип е драстично зголемен. Терапијата кај лесните вирусни настинки би ја кажала во насока на што? Значи, штом се јави една таква состојба, не мора ни веднаш да се јави пациентот на доктор, значи одма дава заместителна терапија. Се користи многу течности, супи, компоти, чаеви, значи да се рехидрира телото, тоа што е изгубена течност, потоа да се користат големи количества на витамини. Цинкот многу се фаворизира во последен период и пациентите, ако можат во просториите каде што престојуваат малку, да ги проветруваат. По најновите насоки на Светската здравствена организација и на центрите за јавно здравје, тоа е вакцинацијата од грип. Значи сега поново, порано беше се вакцинираше во одреден период и престануваа вакциналните превенции. Сега има нови препораки од Светската здравствена организација, значи, еве би кажала тука, можеби некои од колегите уште не се запознаени со новите насоки за вакцинации, значи може да се вакцинира во цело време, таму каде што имаме ризични групи, тие што не стигнале да се вакцинираат, што се експонирани хронични ризични пациенти. Малку е проблем да се најде овој период вакцината во Македонија, но значи ако пациентите можат да се ја набават, може да се вакцинира целиот период. Високата температура, треската, солзењето на очите и сувата кашлица се најчестите симптоми кои се јавуваат кај лицата заболени од сезонски грип.